Да почувствуваат во каква реја сегојдневно се гушиме. Кичевчани историја комунален отпад пред општинската зграда во знак на револт, оти и по четвртиот протест општината нема слух за нивниот проблем, а тоа е депонијата која со години го труе градот и граѓаните. Најавуваат дека на следниот протест ќе го блокираат влезот на самата депонија, за да не можат камионите од комуналец да депонираат отпад на таа локација. Дојде време и да почувствуваат дел од она што нас цело време ни го сервираат. Па ако тие можат да го фрлаат ѓубрето од цел град до нашите домови, позади нашите домови, онамо каде што на нас ни смета, ни мириса, каде што не загадува, тогаш нема да им смета и ние кога ќе им го историме ова ѓубре денеска овде вака, пред нивниот градски дом. Од таму од каде што ни ја направија ова депонија која не труе више 8 години. Граѓаните и на претходните протести се пожалија на последиците кои со години ги трпат од оваа депонија. Велат се повеќе болни од канцер има во градот, се е загадено, и воздухот и почвата. Сите умираат, значи умираме фактички. Ја моментално сум клиент на хематологија и таму професори имаат кажано дека од Кичево најмалце имат 700 пациенти што се од Кичево, од таа депонија. И од Осломе, значи градов е гроб. На 30 метри од куќата ни е дивата депонија. Позасегнати колку да видиме, не знам. Демек имаше некој рок, ама од тоа ништо. Наискрено очекувавме дека ќе се отстраните, ама нема. Овај проблем се провлекува од веќе 7-8 години, најмало 7-8 години, без никакво решение. Си не знам што да направат граѓаниве за да може тоа да се реши. Барањата на кичевчани се да се отстрани целиот отпад, просторот каде се трупа отпадот да се дезинфицира и да се започне постапка за изградба на современа депонија по еколошки стандарди. Градоначалникот на Кичево, пак Фатмир Дехари, вели дека се обидувале да управуваат со отпадот, но немале каде да го носат. Спасот го гледа во изградбата на регионалната депонија во Новаци.